Здраво и добро дојдовте повторно на мојот канал. За денес ви подготвив декоративни кифлички. Овде имам 250 мл млако млеко, додаваме една кесичка квасец, една мала лажичка шеќер и 2 лажици брашно. Почетокот на сите теста е скоро ист. Промешуваме убаво со жица да нема грудчиња и го оставаме квасецот да се активира. За тоа ни се потребни околу 10 до 15 минути или помалку. Во подлабок сад имам 500 грама брашно и го додаваме активираниот квасец. Потоа додаваме 4 лажици масло. Матиме со вилушка 2 јајца и плюс една белка. Третата жолчка ја чуваме настрана за премачкување на кифличките. Ги истураме изматените јајца во тестото. Мешаме со лажица, бидејќи сега тестото ќе биде многу меко. Додадете една лажица сол. Не заборавајте да го поддржате мојот канал. Претплатете се за да добиете уште рецепти. А овој сигурно сум дека децата ќе го сакаат. Може да го подгответе за некој роден ден, за крштенка. Сега продолжуваме да го месиме тестото со рака, додавајќи брашно малку по малку. Тоа се уште ќе биде лепливо. Затоа продолжете на работна површина. Ставете брашно и измесете го убаво. Но не додавајте премногу брашно. Месете, иако е уште лепливо, после ќе бидат убави кифлите. Од прилика, вака би требало да изгледа тестото. Се уште е меко и лепливо на допир. Оставете го 25 до 30 минути. После тоа, на набрашната површина, извадете го тестото и поделете го на 2 дела. Ке забележите дека тестото е уште лепливо, такво треба да биде за да бидат меки кифлите. Оставете го едниот дел настрана, а од другиот ќе формираме топчиња. За да бидат сите машнички исти, јас користев вага и ги мерев по 80 грама, да биде секое топче. Ако ги користите кифлите како декорација за некоја ваша веселба, направете ги да бидат по 40 грама. Така ќе бидат помали и поубави. Од оваа смеса добив 12 топчиња. Топчињата се готови и сега ги покриваме со фолија да не се исушат. Подготовката е лесна. Расукуваме мала и не многу танка округла кора. На горниот дел сечеме една лента. На долниот само еднаш го засекуваме тестото и го делиме на 3. Не ги засекуваме до крај. Вториот триаголник го креваме нагоре, а првиот и третиот ги спојуваме со прстите. И потоа го оставаме вториот одоскора. Лентата што ја направивме прва, ја вметнуваме убаво под кифлата, за да не ни испадне во печењето. И тоа е тоа. Ако не ви успе од прв обид, направете топче и повторно пробајте. Би сакала да ги слушнам вашите коментари, како испаднале овие кифлички кај вас и дали сте ги израдувале вашите деца или внуци.
Убаво е и да се премачкаат со путар, така вториот триаголник ќе се залепе за нив. Ова е последната машничка и погледнете ги колку убави изгледаат. А не се уште готови. Ги редиме во тавче обложено со хартија и оставаме меѓу нив простор, бидејќи ќе нараснат и ќе се залепат. Ако сте пропуштиле некоја машничка да не ја намачкате со путар, направете го сега пред печење. Сега ги оставаме да нараснат околу 15 до 20 минути, во зависност од тоа колку ви е топло во вашата кујна. Со чачкалица им правиме мала блобнатина, така ќе бидат уште подекоративни. Сега е наред да ги премачкаме со жолчка. Јас ја користам едната што ми остана од тестото и додадов уште две. Ги премачкуваме убаво. Бидете нежни со четката, бидејќи тие се меки како памук. Погледнете ги колку се убави. Користев домашни јајца и затоа се волку жолти. Додаваме сусам или некои други семки доколку сакате вие. Релната е загреана на 190 степени и печеме 25 минути. Половина од печењето ставам хартија одозгора за да не потемнат премногу. И еве ги како испаднаа. Погледнете ги. Сега додека се уште врели ги премачкуваме со путар и ги оставаме малце да се изладат. Напишете ми во коментар дали сте го пробале овој рецепт и дали сте задоволни од него. Сега ги покривам со фолија, малце само за да изладат. И еве ги нашите машни, или пеперутки, како сакате така наречете ги. Погледнете ги колку сте убави. Меки на допир, а многу миризливи. Внатре се како сунгер, верувајте ми. Ви благодарам што го гледавте ова видео. Доколку не сте претплатени на мојот канал, направете го тоа сега за уште вакви убави и вкусни рецепти. Довидување!